доцните вечерни часови да констатираме дека кога политичари прават закон за јавно обвинителство, го имаме целиот овој хаос во кој што се наоѓа собранието. Две работи. Прво, насила се обидуваат да донесат закон во скратена постапка со европско знаменце, за да ја завршат процедурата во 2 дена, а законот предвидува одложена примена од 4,5 месеци. Нашето прашање е, зошто и така нема да се применува во тие 4,5 месеци законот, зошто да не оставиме експерти да го напишат законот? Која е причината и кое е тукавото брзање на Социјалдемократскиот сојуз и сите притисоци кои што ги прават врз собранието, за да се донесе закон по скратена постапка со одложено дејство од 4,5 месеци. Втора работа. Денеска имавме јасни изјави од колеги пратеници и министри, кои што кажаа дека оној законски текст, кој што е добиен во собранието на Република Македонија, не е законскиот текст кој што поминал на седница на влада, сношти. Тоа значи дека тоа што е во процедура пред пратениците го нема легитимитетот, бар формален, од владата на Република Македонија, односно некој се дрзнал во текот на ноќта тоа што поминало на влада да го менува и да го фалсификува практично. Ова е правен хаос и уште еден доказ дека кога политичари трчаат да си донесат закон за собствена заштита и спас, државата само губи. Уште еднаш прашувам, зошто законот треба да се донесе во скратена постапка со европско знаменце во 2 дена, а самиот закон предвидува применливост дури после 4,5 месеци. Во тие 4,5 месеци на вистина може експерти да напишат закон за кој што ние како политичка партија се произнесовме дека бланко со целосна доверба спрема експертската јавност ќе прифатиме закон без нито една забелешка, доколку го пишуваат експерти. И по 3 часа од закажање почетокме седмицата, таа се уште не е почната, имате ли ви информации како пратеници од опозицијата што се случува, што е причината, што не почнува седмицата? Од официјални и формални информации немаме како пратеници. Она што се слуша по ходниците е дека некои од министрите и некои од пратениците сега преговараат за некои тековни промени во законот, тука во собрание, во постапка на предлагање на законот. Односно менување на самиот закон кој што го предложиле од влада, без при тоа да владата го повлече законот или пушти нов или одржи седница и така натаму. Формално немаме ниту една информација. Нашата пратеничка група е тука. Имаме намера да ги истакнеме аргументите за кои што зборуваме, но најбитни се овие 2 сегменти. Имаме јавно тврдење на пратеници и министри кои што кажуваат дека овој текст кој што е денеска пуштен во собрание утринава дека не е истиот што поминал на влада. И второ и уште поважно. Треба да носиме закон пошто зошто преку трупа во 2 дена скратена постапка, а самиот закон предвидува одложна примена од 4,5 месеци. Одлично време експерти да седнат да напишат закон кој што партиите треба бланко да го прифатат. Ова се случува, ваков хаос и не е прв пат во собрание, секогаш кога партиите трчаат сами да пишуваат закони. Во конкретниот случај апсолутно од личен интерес на неколку поединци. Ако има промена сега на законот, тој треба повторно да се врати на влада да помине. Јас нема да се изненадам нити фалсификат уште еден да добиеме. Нема да се изненадам. На некој нешто многу му гори. Некој нешто многу го боли што си дозволува во ваков хаос да ја внесува државата. Министерката Деспоска спомна во негаш за разговор дека наводно имало менување на само на функцијски знаци. Значи не сме да има менување нити на една запирка од тоа што е подпишано со печат од влада на Република Македонија. Сите менувања на законите може да се случуваат во собрание не кога министерката пред процедура сака да ги менува, туку во амандманска расправа. Никако поинаку. Или да си го повлечат законот. Не може да се менува законот, го пуштиле во процедура и пред да почне процедурата не може да се менува законот. Тоа е класично кршење на сите деловнички и уставни постапки. Но велам, не сум изненаден и нема да се изненадам и во поголем правен хаос да не однесат,
заради тоа што тука очигледно со сите постапки покажуваат дека имаат огромен личен интерес со поставување на еден старо нов систем на СЕО, да се заштитат себе си од сето она што го правеле во минатите години. Повели. Дали ќе повадите писмен одговор од владата, дали се работи за исто закон или нема да нарекува? Видете, ние засега имаме добиено само еден закон. Ќе видиме што е тоа, што ќе имаме на дневен ред кога ќе биде закажана седницата официјално, кога ќе започне седницата со дневен ред. Се уште нема. Во моментов нема дефинирано кога ќе продолжи седницата. Што треба сега да чекаме 3 сабајлаза во раните утрински часови, некого да фаќа заморен, уморен, граѓани ве спијат, никој нема да се алармира, нема да се крене нервоза и паника кај граѓаните кои ќе сватат дека овој закон е таков каков што е. Тоа е тактиката, очигледно се влече, денов се влече, сите знаеме дека у 9-10 имаше информација дека законот е пристигнат во собрание, еве го, 8 саат е веќе практично 10 саати е законот тука, нема седница. Зошто е тоа така? Што во меѓувреме се менува? Дали се менува? Дали се фалсификува? Треба да одговорат луѓето од власта и треба да сносат одговорност за тоа ако се случи. Но, ќе повторам, имаме јасни изјави од министри и од пратеници кои што тврдат дека законот кој што сабајле е влезен во процедура во собрание, не е истиот закон кој што поминал на влада сноште. Според ми дали вие како опозиција ќе употребите механизми за да утврдувате евентуален фалсификат како што? Ќе видиме што ќе имаме на маса и ќе се произнесеме, но на ова правно лудило навистина треба да му се запре на патот. Имаше прашање позади. Добро, благодарам. Дали има други прашања? Повели. Околу 5 часот господин Зоран Заев замина собранието, собранска гледалите преку Владимир Влес. Знаете ли по кој состојба тој беше дојде како господин Зоран Заев и за крајот више дали има право да дојде тука не е никако државен депутат? Ја не сум изненаден и пола влада да се искрца тука и пада бркаја пратеници по ходниците. Нема да бидам изненаден. Не знам во кое својство бил тука, не знам што работел тука. Слушам дека и други министри денеска се низ собранието, какви средби имаат, какви контакти, не можам да коментирам. Пак ќе кажам, за нас најнесватливо од целата работа е како тоа носиме закон по скратена постапка со одложна примена. Зошто е по скратена постапка ако примената му е после 4,5 месеци? Зошто сега се носи законот? Зошто експерти да не го напишат законот, па да го донесеме по 4,5 месеци и да стапи во сила веднаш? Нема логика. Освен логиката дека на некој нешто многу му гори под носот.